На Свети Николе со Грција му оди многу тешко. Илјадници евра од Европа преку ИПА програмата пропаднале. Преку граничната соработка на Свети Николе, како дел од Вардарскиот регион, досега не дала никакви резултати. Ние имаме досега едно искуство на партнер општината, општината Делта предградија на Солун, 50.000 жители. Меѓутоа, тогаш не успеавме. Сега повторно ќе се обидеме, ќе донове ќе воспоставиме комуникација со нив, една взаемна посета дали тие ќе дојдат или ние ќе отидеме, да позборуваме, бидејќи има интересни компоненти во делот на ИПА преку граничната соработка. Најверојатно ќе треба да земе повторно консултантска куќа која што ќе не води низ целиот овој процес. Новиот повик е надеж за општината дека конечно со европски пари ќе се реализира некој проект важен за Свети Николе. Се уште не сме се одлучиле за која компонента ќе одиме, меѓутоа верувам дека една од овие што се три на располагање дека ќе одиме со инфраструктурна компонента најверојатно во делот на прекуграничната соработка. Меѓутоа ова многу зависи партнер општината од другата страна на границата со каква компонента ќе оди, значи мораме прво да ги исконсултираме нив, па за да почнеме со изработка. Лошата комуникација на општината со општини од јужниот сосед беше причина за иницијатива на Свети Николе да се врати во источниот регион, каде географски поблиску и припаѓа. За разлика од Грција, контактот со истокот му оди многу добро, па веќе е обезбеден грант од 260.000 евра за изградба на нов пазар во Свети Николе. Комплетно ново руво или нов градски пазар кој што ќе биде подигнат на спрат, каде што ќе има отворен дел, затворен дел, каде што ќе биде една наистина убава средина, бидејќи пазарот е место и во Штип се гради пазарот, значи каде што најчесто луѓето гравитираат и најчесто одат таму и верувам дека нема да застанеме овде. Дополнително, општината ќе учествува во изградбата со сопствени средства, а во моментов се бара и приватен партнер за целосна реализација на проектот.